За проекти од културата, Истокот од државата ќе добие над 10 милиони денари. Со овие пари ќе се финансираат проекти кои ќе ги реализираат општините, локалните институции, невладини организации и поединци. По општини парите се распоредени вака: Штип 3,9 милиони денари, Кочани 2,1, Македонска каменица 1,2, Берово 860.000, Виница 820, Делчево 650, Пехчево 370 и Пробиштип 270.000 денари. Најголем дел од парите кои се наменети за Штип се за фестивалот Макфест. За оваа намена се предвидени 2 милиони денари. Останатите пари се за археолошки истражувања кои ќе ги спроведе УГД, музички фестивали од помал карактер, печатење на 6 книги, а финансирана е една театарска представа на авторката Теја Беговска. Дополнително, Центарот за култура од Штип годинава е поддржан со повеќе проекти. Годинава не сме финансирани според нашите очекувања доста добро. Се финансирани сите ликовни изложби кои што ги побаравме. Потоа програмски содржини и исто така како промоција на некои книги или представување на наградените книги од Друштвото на писатели на Македонија, како што добивме и средства за одржување на фестивалот Малиот принц. Така да некаде дејноста на Домот на културата е покриена или со, речеме, со синакура, со средства од околу 1 милион денари, што плюс на оние кои што се добиени за реализација на театарската содржина. За прв пат годинава финансиска поддршка од државата доби и Каменичко културно лето. Ова е значајна поддршка за Каменичко културно лето како најголем проект кој општина Македонска Каменица го реализира во областа на културата. И важно е да напоменеме дека оваа година ќе биде 12-та година поред како го организираме Каменичко културно лето, а за прв пат добиваме поддршка од Министерството за култура. Оваа поддршка ни е од големо значење затоа што средствата кои што ги имавме планирано за оваа намена ќе ги пренасочиме во финансирање на други културни настани. Од Министерството дополнително треба да го објават и списокот на проекти и сумите со кои се поддржани активностите на институциите кои се со предзнак национални.